açıklamalarını ekrana getireceğiz. Güntekin Onay. Bu arada ters bir kafa. Olacak şey değil. Што е проблемот? Едноставно некој треба да ни одговори зошто на Вардар не му се дозволува да игра на градскиот стадион. Државата не му дозволува на Вардар да игра на стадионот каде ги има испишано најсветлите страни од својата историја, стадионот каде пред црвено-црните падна големиот Фенербахче, стадионот каде најтрофејниот македонски клуб за прв пат како представник на Македонија играше групна фаза во фудбалска Европа, Сдруженијето 35 години вардарци кое во моментов раководи со клубот во најтешките денови од неговото постоење, побарале од Оксенското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, до крајот на сезоната да одиграат 2 надпревари на арената Тодор Проевски, зашто испратили гаранција дека целосно ќе бидат исплатени двата термини. Сепак од државното предпријатие ги одбиле со образложение дека 35 години вардарци било здружение на граѓани, а не спортски клуб, па поради тоа не можеле да го изнаемат стадионот. Ние самите си наведовме и во нашето барање дека уредно ќе си платиме за тоа, нормално дека не бараме да игра Вардар бесплатно кога знаеме дека ќе не одбијат. Меѓутоа, како што видовте вчера, добивме еден дрзок негативен одговор, би рекол, бидејќи тие што ни го даваат одговорот, ја знаат суштината на проблемот и хронологијата на сите нешто што се случуваат околу фудбалскиот клуб Вардар и градскиот стадион. Она што е чудно во одлуката на Пујке што стадионот често бил изнајмуван и на продукција за одржување концерти, иако не се спортски клубови. Милорад Миленковски, еден од оние кои раководат со Вардар во моментов, вели дека решението е едноставно. Сдруженијето кое раководи со Вардар ќе го откупи терминот, па ќе му го подари на клубот, сепак од државното предпријатие одговорот останал негативен. Техниката е едноставна. Се договор склучуваат Сдруженијето 35 години вардарци со акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, односно ПУИК, односно терминот го изнајмуваме ние и терминот му го поклонуваме на Вардар. А зошто е тоа така? Бидејќи ние имаме и преседан каде што овој стадион се користи за нефудбалски намени и за, да кажем, и немузички спектакли. Така да, врз основа на тој преседан се повикуваме и ние. Според Миленковски, ситуацијата е уште почудна, бидејќи на тој начин Вардар веќе 2 пати настапувал на арената Тодор Проевски. Прашува зошто тогаш било дозволено, а сега не. Да се навратиме дека Вардар тука играше 2 пати, откако испадна од првата лига во 2021 година, и тоа на преварот против Охрид пред 2 години, и Вардар Железничар по повод јубилејот 35 години комите и 75 години фудбалски клуб Вардар. Значи, не знам врз основа на кој принцип тогаш ни беше одобрено, па сега да не ни биде одобрено. Инаку клубот е со блокирана сметка и долг од 3 милиони евра, во најголем дел кон државата. За решение на овој проблемот, клубот подолго време бараат од државата репрограмирање на долгот, со цел во текот на неколку години да ги исчистат своите доспејани обврски.